Авионот е над прекрасните предели, но не можеме да ви покажеме како изгледа, или какви спецификации има, или лицата на пилотите, ниту пак каде се наоѓа. Авионот е во тајна мисија да спасува жртви на сексуална трговија. Пилотот вели дека главните кои се вклучени во педофилија ги сметаат нивните жртви за стока. Секој поединец, без разлика дали е момче или девојче, вреди меѓу 150 и 200.000 долари годишно. Оние кои тргуваат со луѓе доаѓаат до жртвите кога ќе избегаат. Затоа е потребно невидливите ангели тајно да летаат, за да ги спасат жртвите. Работиме во координација со спасувачките агенции и со органите за спроведување на законот, за да ги извлечеме од опасност, невидливо и брзо, за да не знаат каде одиме, од каде доаѓаме. Сите наши броеви на летови и сите наши податоци се блокирани на интернет. Кейти била жртва на трговија со луѓе на 12 години. Таа посакува невидливите ангели да биле наоколу секој пат кога таа се обидувала да избега. Ке можев да излезам без да се грижам некој да ме најде. Кейти и повеќе од 6000 други девојки се спасени од Селах Фридом, непрофитна организација која има тајна локација во сојузната држава Флорида. Коосновачката Лорис Винк вели дека невидливите ангели ја менуваат стратегијата. Најлошо беше да ги качите во автобус, бидејќи трговците со луѓе обично се собираат на автобуските станици, зашто бараат ранливи луѓе. Многу пати ги наоѓаат таму. Холи е авторка, таа преживеала сексуална трговија со луѓе. Дошла во Селах пред неколку години со комерцијални летови. Таа вели дека ако доаѓала со лет на невидливите ангели, тоа би и дало самодоверба. За станувањето во Атланта ми беше најтешко. Ако не бев ментално подготвена, не знам дали само би го напуштила аеродромот без некој да знае. Невидливите ангели работат доброволно и со нивните авиони ги земаат девојките како Холи и Кейти за да ги однесат на безбедно.